Благодарам, председателке. Почитувам колега, јас воопшто од одговорноста не ја изземав комисијата за спречување на корупција. Значи, во целиот сплет на институции и организација за борба со справување со корупцијата е токму и комисијата. Меѓутоа, еве, самата комисија нотирала дека на врвот се наоѓа владата на Република Македонија па градоначалниците. И сега, кај била одговорноста? Одговорноста е директно во извршната власт и во судството и целиот систем на правосудниот систем и сите институции кои што се вклучени во борба од пронаоѓање, диагностицирање на криминалот до сите постапки за спроведување, за доведување до правдата. Од органите на прогонот до оние кои што одлучуваат. Ниту еднаш не реков дека ја изземам комисијата од сплетот на институции кои што се директно одговорни за ваквата состојба. Впрочем, и самата комисија нотирала, вели вака, за извештајот за 2020 година објавен во јануари 2021 година на Transparency International, земјава оствари исто така 35 индексни поени, но забележа пати се наоѓа на 111-то место. Тоа е факт. Меѓутоа, подолу во истиот извештај на комисијата вели вака, сето ова укажува дека состојбата со корупцијата е сериозна. Кој е одговорен? Одговорен е оние кои што во моментот владеат и треба да понудат нешто за справување со корупцијата. Целиот сплет на институции. Затоа ниту еднаш, повторно ќе повторам, не ја изземав од сплетот на институции. Затоа одговорноста е токму во извршната власт, во судските органи и сите органи кои што вршат на некој начин и се поврзани со борба со корупцијата. Во делот на Законот за градење и Законот за собственост и други стварни права, целосно се согласуваме дека огромен број на граѓани ќе се доведат во неравноправна положба и ќе бидат оштетени. Ова допрва ќе ни излегуваат скандали за кои што целосно се согласуваме дека мораме да изнајдеме начин ова да се превенира, бидејќи огромен е бројот на граѓани кои што ова го прават. Уште еднаш и уште нешто. Ниту јас го пишувам извештајот на State Department-от, ниту јас ги пишувам извештаите на Европската комисија. State Department-от вели вака, ограничена независност на судството, политизиран судски совет и висока корупција. Ова се класично и права слика за целата состојба со корупцијата во Република Македонија. Благодарам.